Добар ден на сите мои драги предсе Карпошани. Јас сум Сотир Лукровски, кандидат за градоначалник, новото лице за Карпош. Имам чест денеска во Карпош да ги пречекам во убавата населба Козле, да ги пречекам моите пријатели, двајца министри, еминентни, од владата на ВМРО ДПМН, господинот Александар Николовски, мој добар пријател, министерот за транспорт и врски, и министерот Златко Перински, со кого исто така низ години соработуваме, другаруваме, се советуваме. Доаѓате од министерства кои и текако локална самоуправа и транспорт и врски, кои текако ги допираат проблемите на граѓаните низ секоја призма на живењето. Јас веќе некои 2 месеца и повеќе работам на терен, направивме некои анкети уште од самото мое назначување за кандидат, на што сум особено горд, ми представува особена чест. Ова не е само една проформа кој секој треба да го каже, него јас стварно така се чувствувам како човек кој 52 години живее во општина Карпош, роден сум во општина Карпош, еден сум од Карпошани. Не сум сосед на многу адреси, јас сум сосед само на Волгоградска 3 може да ме видат граѓаните и моите соседи, така да сум особено горд што ќе имам можност да дадеме едно ново време, едно ново движење, една нова енергија во Карпош со цел да направиме еден подобар Карпош кој ќе го ставиме на нашите деца. Како што реков, вашите две министерства и те како битни, направивме анкета уште пред 2,5 месеца да ги терминираме проблемите со кои воглавном се соочуваат Карпошани. Морам да кажам дека за жал не содействуваат на нешто што е одлика на 21. век. Да не должам јас многу без разлика што сум на некој начин ваш домакин, па да ви дадам збор-два и на вас пред се министерот Николовски. Благодарам, навистина е задоволство и поздрав на сите кои што не гледаат. Мислам дека зборуваме за многу суштински теми кои што се дел од секојдневието на луѓето и кои што мора да се решаваат. Морам со големо жалење да кажам дека Карпош од најурбана општина во Македонија, убедливо најурбана општина во Македонија, најсредена општина која што беше пример, беше престиж така беше да се живее во Карпош. Јас сум со привремено живење во центар, иначе сум по потекло од Охрид, а брат ми е со постојано живење во Карпош, така што навистина Карпош беше престиж да се живее тука. Дојдовме во ситуација да зборуваме за вакви основни прашања и основни проблеми и дојдовме во ситуација да целата општина се гледа исклучиво како машина за пари. Преку еден брз, насилен урбанизам, преку буквално едно насилство врз целокупното урбанистичко планирање, луѓето со право реагираат, се создадоа бројни отпори од страна на граѓаните. Дури веќе одиме и во друг екстрем да отпорот оди до таму да се луѓето против се, затоа што едноставно им ја преку глава од сето на што се случуваше. Така реагираат. Да, тоа е реакцијата, иако идеално е да се најде баланс, мора да се развива општината, но од друга страна да се задржи хуманото живење. И јас на случајно минатата година кога бев избран, кажав дека се додека е овој градоначалник на општина Карпош нема потпишам ни еден детален урбанистички план кој што финално треба се одобри во Министерството за транспорт за да може да оди на седница на совет. Знам дека таа одлука можеби изгледаше и ригидно и ригорозно, затоа што тоа е буквално за сите важи, но подобро така да направите, подобро да одите со една шок терапија, отколку да поминуваат работи после кои што ќе има трајни последици. И знам дека оваа одлука не се допадна на многумина, не само на градоначалникот, туку и на луѓе кои што има или се уште имаат своји интереси, но одлуката е таа, јас зборот си го одржав. И здравје, откако ќе победиш сега на избориве, ќе седниме заеднички, ќе поразговараме, ќе видиме што е тоа и кај треба општинава да се развива, на кај да движиме општината, а што е тоа што треба да секако биде застанато и да се стави малце крај и да се стави ред. Јас дури предложив да изгласаме специјален закон за двете најурбани
скопски општини, тоа се општините Центар и Карпош, по примерот на специјалниот закон за градот Охрид. Во Охрид е факт дека откако се донесе законот, ред се стави. Има развој, но тој развој е со ред и со план и со концепт. За жал, двајцата градоначалници не се согласија, но можеме и таа работа да ја разгледаме и во однос на таа работа дискутираме. Така што мислам дека му е потребна промена на Карпош, потребно му е ново лице и потребен му е нов пристап. Секако тука и соработката со градот е битна, така што промената која што се случи и во Карпош и во градот мислам дека ќе значи многу. Јас верувам дека карпошани ќе ја познаат добрата идеја, ќе ја познаат новата енергија, новата надеж. Сакам да истакнам ова и што вие го кажавте, значи конечно после 30 и кусур години имаме состојба да во Карпош сме многу блиску до тоа да оствариме една корелација помеѓу новата локална општинска власт, градот Скопје. Се поизвестно е дека господинот Тоце Ѓоргиевски ќе биде нашиот нов градски татко и централната власт. Често знам да кажам дека имаме премиер Карпошанец, што ми е особено драго. Во историја на држава. Да. Така да ќе имаме една добра синергија и верувам дека јас сум човек кој вие добро ме познавате. Што би рекол вака народски, на глава ќе се качам. Дур не издействувам. Тука тројца имам исти карактер. Ќе биде интересно, така да ќе направам се кај сите мои вас пријатели, да направам се што можам да го добиеме она што треба Карпошани на некој начин да го добијат. Златко, изминатава година и половина Министерството за локална самоуправа ја потврди својата клучна улога како двигател на рамномерниот развој и партнер во секоја општина, како помош на граѓаните преку јавни повици за поддршка. Добар дел од програмите се планирани и за Карпош. Јас малку добив некои материјали, нели секојдневно учам веќе во овие два месеца од еден аспект на граѓанин, корисник на сите оние поволности и услуги кои можам да кажам дека тешко се добиваат, барем до сега. Јас сум од оние граѓани, таки влегов во оваа цела битка, јас сум од оние кои сака да го исчистат својот подрум, да обезбедат нови куќишта за лифтовите, да искречат зградата, да ја бојадисат. Така да имав често потреба од општината, меѓутоа и да бидам искрен некако не наидував на некое разбирање и сегашниот градоначалник сигурно може би и памети, дојдов во ситуација да ми кажува дека треба да дојдам са бајле рано да го почекам, па ако има малку късмет, дека може и ќе се видиме, па јас ги користев оние мидинзи уште кога беше кандидат за председател на Република Македонија, па ќе видам каде е дента, па одев таму да си ја прашам за мојата мака, за мојата кула. Така да јас сум од тој тип на луѓе, сега гледам дека Министерството има една широка политика на поддршка, проекти без разлика, има добиено и општината Карпош, па се надевам дека ќе имаме исто добра соработка, пар ваши гледања, пар ваши идеи за подоброто на Карпошани. Најнапред ти благодарам за можноста вака отворено и во една пријатна атмосфера да практично ги потврдиме најакутните проблеми кои што ги демнат Карпошани во изминативе години, не само Карпошани, општо скопјани. Навистина ми е драго што и мојот почитуван колега вице-премиерот Николовски е тука, заради тоа што ќе отвориме едни теми кои што се многу значени за граѓаните на Карпош и пред се ќе се понудат решенија за нивно надминување. Добро спомена, ние уште во предизборието кога ја креиравме нашата предизборна програма, практично ги свативме сите оние предизвици со кои што се соочуваат локалните самоуправи и не случајно ги димензиониравме мерките вакви какви што ги димензиониравме. Она што за мене е многу значајно е што и во првиот и во вториот јавен повик практично одговорот од сите градоначалници беше позитивен. Ние знаевме дека има зрели проекти кои што можат да се финансираат ад хок веднаш,
затоа што сите општини имаа готови проекти, меѓутоа заради финансиски недоследности и финансиска неможност, реално тие не можеа да го видат светлото на денот. Тука е разликата помеѓу старата и новата влада. Владата го детерминираше предизвикот и одговори соодветно на тоа, и затоа во минатата година, преку првиот јавен повик, издвоивме близу 100 милиони евра наменети за општините. Оваа година ставивме на располагање до 15 милиарди денари или 250 милиони евра за општините, кои што завршија во рамки на сите општини. Тука е нормално и Карпош импутирана. Значи, кога ќе ги собереме кумулативно, 5 проекти од првиот јавен повик, 19 од вториот јавен повик, тоа се 24 проекти кои што ќе се финансираат директно од централниот буџет преку различни институции во зависност од тоа од која област е проектот, секако се разбира. Би сакал да напоменам еден од позначајните проекти кои што ќе се финансира од првиот јавен повик е градинката Мајски цвет овде во населба Карпош, повеќе од 110 милиони денари, многу значаен проект за Карпош и карпошани, кој што ќе даде додадена вредност и навистина ќе го намали оној предизвик со сместувањето на дечињата во рамки на капацитетите на градинките на ниво на територија Карпош. Многу пати сме разговарали со вице-премиерот Николовски во насока на тоа како уште повеќе да им помогнеме на локалните самоуправи, тоа и го правиме. Моделираме ресурсен центар затоа што, за разлика од Карпош да речеме, кој што нема овие предизвици, имаме многу општини кои што самите локални самоуправи сами по себе не се интересни за привлекување на соодветен кадар кој што би работел во рамки на тие локални самоуправи, па се уште за жал имаме општини каде што немаме правници, имаме општини каде што немаме економисти и така натака. Сите тие аномалии ќе ги субституираме преку овој ресурсен центар. Правиме едно групирање на општинските услуги кои што и вие како еден градоначалник ќе треба да ги нудите кон граѓаните, да ги групираме, да ги идентифицираме на ниво на сите општини во Македонија и истите да ги дигитализираме и да ги закачиме на единствениот национален портал услуги Gov.mk, со што би се постигнало интероперабилност со институциите кои што се на централно ниво. Значи, генерално можам да кажам, иако не објаснило за мене зашто и порано не се почнало со овие процеси, во делот кога станува збор за локална политика и регионален развој, опфатени се сите сегменти кои што би требало да ја заокружат сликата на нормално функционирање. Точно е дека не може да се направи одма, точно е дека за 15 на месеци навистина е многу кратко време да имаме целосна имплементација, но покрај финансиската помош на општините, покрај помошта во знаење преку овој ресурсен центар и секако дигитализацијата на општините надополнета со рамномерниот регионален развој и креирање политики во таа насока, на некој начин ја заокружуваме целата слика која што вас, градоначалниците, ќе ви биде навистина неопходна. Верувај ми, ние како влада, и ова не го кажувам само декларативно, туку навистина го покажавме на дело, и за нас како влада не постои критериум на политичка припадност на градоначалник. Ние пружаме рака кон сите оние кои што сакаат да ја фатат оваа рака, затоа што нашите граѓаните ние не ги делиме и не можеме да ги делиме врз основа на политичката припадност на градоначалникот кој што ја води нивната општина. За нас граѓаните се исти. Истите проблеми ги демнат и нам, и нив, истите проблеми не демнат и нам, и затоа сакаме конечно, еднаш за секогаш овој систем да не движи по инерција, туку да биде систем, граѓанинот да не биде оптоварен со демна политика и да си ги добива оние услуги кои што му следат. Така. Тоа докаже, мене ме радува што е така, и граѓаните тоа го чувствуваат. Морам да кажам дека граѓаните препознаваат работа, препознаваат честност, препознаваат транспарентност. Имаме 4 години веќе локална власт, каде што во најголем број се градоначалници од нашата опција. Не видовме, не паметам еден скандал. Го живеам денот со многу пријатели. Мојата струка, мојата досегашна работа ми возможува многу контакти. Генерално имаме добар тренд. Се надевам дека ќе продолжиме и дека ќе го зголемиме, кој и така е голема довербата на граѓаните и така ќе биде и до овие избори и понатаму. Околу оваа дискриминација која ја споменавте, видов и низ програмите од јавниот повик и од оние средства кои ги доби општина Карпош
од оној кредит кој го добивме од Република Унгарија, дека се подеднакви граѓаните, дека оваа влада чувствува одговорност, дека чувствува потреба да помогне на граѓаните како во Виница, така во Карпош и да не набројувам. Интересно е што ни сите оние проекти кои вака овие денови сум во една страшна трка, каква што, да бидам искрен, не очекував, знаев дека ќе биде густо, да не се лажеме, меѓутоа таква една борба е со времето. Пробав малку да се спремам за овој разговор и ми е многу драго, дури да ајде да кажам и олесна, пошто разговараме за водовод и канализација во Бардовци, за пар сообраќајници кои се тесни грла на територијата на Карпош, проблемот со сместувачки капацитети за дечињата во предшколска возраст и така натаму, и многу ми е драго што видов дека тоа на некој начин вие све сте го веќе обмислиле со некои проекти, така да се надевам дека ќе продолжиме и натаму така да соработуваме, а се во интерес на граѓаните како на Карпош и на сите општини во Република Македонија. Вице-премиер, едно прашање околу транспортот, јавниот превоз. Карпош е општина во која имаме 3 големи булевари, 3 големи булеварски решенија, значи тоа е булеварот Илинден, булеварот Партизански одреди и Теодоси Гологанов. Се спомнуваат неколку начини на нов превоз, на брз превоз, како тоа сето ќе се одвива низ нашата општина, кои се можностите за граѓаните за побрз превоз, за побогат превоз, ајде да кажеме, знаеме како е во развиените западни земји, знаеме дека луѓето го преферираат јавниот превоз, и јас себе пак ќе кажам, апропо мојата професионална определба, често скоро и да нема држава во Европа каде што не сум бил, доаѓаш, ако си со возило си го оставаш во хотел, ако си со авион допатуваш и од тој момент натаму си во рацете на јавниот превоз. На кратко збор во однос на она што се работи, мислам дека дел од работива и прв пат ќе кажам. Прво, јавно е познато дека сакаме да купиме 120 еколошки автобуси, 80 за градот Скопје, 40 за останатите општини во државата, тие ќе се електрични, и после избориве веднаш ќе распишеме повеќе. Тука нема застанеме, туку во годиниве кои што се пред нас ќе продолжиме со купување, затоа што целата флота на ЈСП некаде 250 автобуси треба да се промени. Ќе имаме еколошки превоз, МТ е побрз, МТ е поефикасен, МТ е на време. Планирано е полначите да бидат и на станиците каде што ќе застануваат автобусите, со цел да има редовен проток на автобуси, да не треба истите да седат во гаража и да се полнат таму. Тоа е едната работа. Втората е околу БРТ или бас Rapid Transit или брз автобуски сообраќај. Се работи за едни композиции кои што во суштина изгледаат нешто како трамвајна тркала, односно се работи за огромни композиции кои што можат да соберат до 250 луѓе и кои што движат по специјални линии. Она што можеме да кажеме дека нас една од главните забелешки ни беше токму решавањето на мостот Обединети нации, затоа што тука треба да поминува линијата, а немаше предвидено прво проширување, знаете дека мостот е со 2 ленти, и второ немаше предвидено зацврстување на истиот, имајќи предвид дека се работи за многу потешки возила, така што овие прашања треба да се решат и треба да се затворат. Значи да, во ред е да поминува, во ред е да се направи, но мора овие прашања да се затворат, и тоа е вториот сегмент на кој што ќе работиме, и третиот сегмент кој што индиректно е поврзан со Карпош, но ќе намали многу од гужвата во Карпош, а тоа е градскиот воз. Една од трите линии оди од Ѓорче Петров, не поминува низ Карпош, туку оди од Ѓорче Петров преку Скопје Север Бутел до Нова железничка станица, но целиот тој наплив кој што го имате од општина Ѓорче Петров, од општина Сарај, кој што сега поминува токму низ овие 3 булевари кои што ги спомна, ќе биде многу намален, затоа што луѓето ќе имаат алтернативен превоз. Но дополнително на тоа, мислам, треба сме реални
да видиме и каква е состојбата. Прекрасни населби се уништија. Видете Тафталиџа што личи, таму 2 возила не може да се разминат, камоли автобус да пуштите, затоа што се изгради како што се изгради, е улица Багдадска, видете ја, каде што од еднава страна имате пристојни куќи за живење, на другата имате висококатници по 11-12 ката и таму нели имаше идеја и просторно кај Алумина да се кренат 100 катници буквално. Највисоката која што ја видов беше 105 ката и не знам како планираат да воопшто се прими тоа население, па се правеа финти, ќе одело се под земја, па горе ќе биле објектите, само вака за да знаат граѓаните. Таму се предвидуваше така наречен развој, во урбанизмот се користат термини вака сладко да звучат, во превод градба од 350.000 метри квадратни. Вака, ова е за слика. Ако на просечно семејство му требаат 70 до 80 метри квадратни за еден стан, еве полуксузно 100, поделете и ќе видите за колкав наплив на население се работи. Во такви услови ниеден јавен превоз не може никако да ви помогне. Да. И не случајно заврши сегашниот градоначалник на Карпош на црната листа на Соединетите американски држави. Ова е една од причините. Значи, таму во деталниот урбанистички план кој што падна на Уставен суд од други причини, имаше предвидено трговски центар, кој што фали на тој дел од градот, тоа е факт. Далеку се од тој дел и Сити Мол и Изгейт, и точно е дека фали таму еден убав трговски центар, најблиску е Беверли Хилс, кој што веќе и времето го помина и така натака. Но наместо тоа се доби брилјантна идеја да се градат 105 катници и да се доуништи тоа малце што не е уништено. Да не зборувам дека ако продолжите по истиот булевар, тоа е, ако не се лажам, 11 октомври, ќе видите објекти кои што личат буквално како касарни со прозори, кои што на ниеден начин не им е решено ни паркирање, нити комуникација, нити ништо, и целосно едно убивање на урбаното живење, на што мора да се стави точка и да се стави крај. И еве можеби уште една работа што ќе ја кажам првпат. Ние точно е дека во вториот круг на изборите 2021 година го поддржавме сегашниот градоначалник, во првиот круг имавме наш кандидат, но една од причините зошто после само неколку месеци ги прекинавме односите е затоа што дојде со предлог преку 40 детални урбанистички планови, главно со вакви брилјантни идеи за бетонизација, побара да бидат усвоени. Нормално ние се спротивставивме на таа работа, се спротивстави и нашата советничка група, нашиот општински комитет, и тоа беше крај на соработката. Сето после тоа е гнев, фрустрација, лични навреди, што зборува не за оние на кои што се упатени, туку зборува за слабост на тој кој што ги кажува, и затоа сум убеден дека референдумски ќе излезат граѓаните на Карпош, ќе те поддржат, ќе победиш уште во првиот круг и заеднички после тоа да ги решаваме проблемите. Така некако стојат работите. И така мора да е. Да, морам да кажам дека сега чекам пак да излезе, да почне да оди со лични навреди, снимање најсмешни видео инсерти. Очекувам како ме нарекува мене министерчето со црвени обравчиња, да ми ги реди другарите во разни контексти и така натака. Го очекувам, може уште вечерва да почне, но тоа се навреди. Ова што јас го кажувам се факти, и фактите се дека урбаниот дел од општината е уништен, фактите дека се правеа планови како водно да се доуништи, горе да се гради над Жданец, над Трнодол, околу Нерези. Факт е дека исто така се правеа други планови како Багдадска, тоа што не е изградено да се доизгради, таму према нова гимназијата и основното училиште, и крај нема на таквите брилјантни идеи, но на крајот на денот жителите кои што таму живеат буквално се гушат и ќе се доугушат ако сето тоа што се планираше се развиеше. Ние затоа ставивме точка на таа работа. За среќа, граѓаните на Карпош Карпош е една специфична средина. Карпош е една средина каде што имаме еден висок степен на високо образование. Извини, заборавивме. Илинденска десна страна. Таму имаш исто вака една брилјантна идеја, затоа што најголем дел од градскиот парк е во Карпош. Пуни сме идеи. Да. И навистина Скопје има прекрасен градски парк, ретко можете да најдете главен град кој што во срцето на градот има огромен градски парк, обично се на периферија. Убаво е вклопено и со зградата на владата, и со градскиот стадион, и завршува нели таму некаде после Александар Палас. Брилјантната идеја беше десната страна кога возите
од центарот према Карпош, нели денеска цела се изурбанизира и да се влезе во паркот и пола парк да се уништи. Ако тоа е развој, тогаш мислам дека имаме проблем со поимањето на тоа што е развој. За среќа луѓето ги препознаваат оние кои ги водат на анкетите правени нели од релевантни независни куќи, негде околу 60% на граѓаните на Карпош сметаат дека ни требаат промени. Абсолютно. Без разлика дали ќе гласаат за Сотир, за Маја, за независен, за сеј кои да сме 5 кандидати сме на листата за градоначалници, 60% што е огромна бројка, сметаат дека е доста. Така. Луѓето тоа го препознаваат, верувам дека ќе препознаат идеи, ќе препознаат луѓе кои веќе година и пол сериозно се занимаваат со проблемите на луѓето и дека ќе одберат опција која на некој начин ќе го сопрува во што некој веќе длабоко тргнал. Слушам и јас деновиве на оној потек, како што рековте, на Теодоси Гологанов, планирани 35.000 нови стамбени единици. Ние годинава Карпош премина над 60.000 жители, како што знаеме, бројот на советници од 23 чинам на 27 преоѓа, што би биле 35.000 нови семејства за нас. Не имаме проблем со вода во Бардовци, имаме проблем со вода во Нерези. Јас денеска доснев пола час, затоа што е невозможно веќе да се движиш во Шпиц, а камоли уште 35.000 стамбени единици. Значи, никој не е против развивање на општината. Општина Карпош, како и сите други, треба да се гради, треба да се развива. Меѓутоа, јас на неколку пати нагласувам, во старите градски јадра, ние имаме 3 прекрасни населби, Карпош 1, 2, 3, 4, направени плански во доцните 60 и почетните 70 години, по сите стандарди, дајте да не ги силуваме, да не ги упропастиме. Јас живеам во Карпош 4, имаме ние простор во делот према Злокуќани, во делот према Бардовци, на терен сум, во неколку наврати одам, имаме државно земјиште каде што можеме да изградиме прекрасни паркови, имаме план во делот на устието на Вардар и Лепенец, имаме негде околу 500.000 метри квадратни земјиште на Република на Македонија, кое сега за жал е депонија. Знаете, претпоставам многу подобро од мене. Таму мостот треба да се отвори, кој што овој не го отвори, кога ќе се отвори мостот, ќе се растерети и сообраќајот, може да се изгради парк. Тука поминува една од главните цевки вода од кај што пие Скопје, тоа Златко го знае многу подобро од мене. И таму е идеално за да се направи парк и нормално после тоа да се даде развој на целата таа околина, а не да ги уништуваме постојниве населби. Значи со кандидатот иден градоначалник на Скопје ветивме дека во најкусможен рок ќе го ставиме во функција новиот мост од Љубљанска во Злокуќани, коите како ќе ни ги растерети сообраќајниците. И ќе го направи уште поинтересен оној дел за кој говориме во Бардовци, во Злокуќани, поинтересен за инвеститорите. Можеме таму да ја шириме и да ја напредуваме општината. Нормално, секоја општина, како и секоја општина, и Карпош треба да живее од комунали, меѓутоа сето тоа да биде хумано, да биде зелено, да биде пропишано. Од минатата година имаме и нов закон за градба кој предвидува повеќе зелени површини, кој предвидува паркинг места. Постојано сум на терен, гледам злоупотреби, пријавени паркинг места, па после од истите се прават тераси за локали, се злоупотребуваат преку нашите инспекцијски служби. Ние тоа нема да го дозволиме, тоа да бидат сигурни, дали бил брат ми или бил братучедот или не знам кој, за сите ќе биде во општина Карпош законот дециден. Нема отстапување од тоа. Така да сакам да кажам, градба да, меѓутоа не вака како што некој тргна во овие изминати години. Едноставно, впечатокот на Карпошани е дека сме предадени и продадени. Од лични интереси, од договори во 4 очи. Јас сум човек со над 30 години работно искуство. Јас сум создал доволно, имам 3 прекрасни деца кои се на крај на студии, кои веќе го фаќаат својот пат. Јас немам потреба од никакви
бизнис, делки и така натаму, ќе гледам сите оние фирми, компании кои сакаат да инвестираат во Карпош, кои сакаат да работат во Карпош, да бидат општествено одговорни, да ни помогнат да го направиме плочникот во Порта Влаја за кој имам највеќе поплаки и барања, да направат по некои игралишта, да се судруваме. Значи добивам дневно десетици пораки, немаме игралишта за децата. Срамота. А имаме 15 катници. Но не е само тоа. Може би се извините, прекинав, но сакам да споменам уште еднаш. Значи, премногу голема сума на пари се дистрибуираше во локалните самоуправи од страна на владата во изминатите 15 на месеци преку двата јавни повици. При тоа, основните буџети на општините не беа воопшто допрени. Значи, тие секако си останаа на располагање на локалните самоуправи. Значи, сакам да кажам дека од една страна имате редовен буџет кој што го имате и кој колектира самата општина, кој што може би во некој случај и бил доволен за да се помине целата таа година. Сега дополнително имате плюс инфузија 170 милиони во првиот јавен повик, преку 500 милиони во вториот јавен повик. Тоа се над 10-12 милиони евра. Само за Карпош, за 15 месеци. Така. Добро, прочитав. Не останале средства во основниот буџет за 2, 3, 4 или 5 игралишта, тоаш треба да се постави прашањето кај се парите. Тоа е првата работа. И втората работа, не можеме да кажеме дека рационално ќе го развиваме Карпош кога предвидувате 35, кога некој предвидел 30-35 илјади нови стамбени единици. Па која атмосферска канализација тоа ќе го Ќе го апсорбира? прими, точно. Која фекална канализација тоа ќе го прими? Кажав, проблем имаме со водата за пиење. Апсолутно. Апсолутно. Значи, многу добро го спомена и затоа давам акцент на овој момент. Кога ќе се планира раст, кога ќе се планира развој на една општина, во конкретниот случај збориме за Карпош, мора во предвид да се земат и овие параметри. Значи, тоа е основата. На крај на денот, граѓаните, инвеститорот, сите плаќаат комуналии. Тоа е основна обврска на градоначалникот да го испорача. Не е само да ги земе комуналиите и потоа да направи висококатница или не е битно колкава ние зграда и потоа имаме такви случаи. Знаете што е во Бардовци? Точно знам. Белелепни куки, Точно знам. и луѓето канализација, вадат струја од преку кабли од своите објекти за да стават улично осветлување. И нема престилна И одат станица. по макадам. Затоа го кажувам јас ова. Значи ја не го кажувам ова случајно. Имав искуство, имав прилика да се соочам со овие предизвици и проблеми и кога луѓето ќе ти дојдат и ќе ти кажат јас сум платил комуналии, а не ми е испорачана услуга, тоа е тука е најголемата болка. Ако грешам, нека ми простат гледачите, улица 1067 чинам беше во неколку куки влегов, се напив неколку кафиња. Тоа е тоа. Со години живеат таму, инвестирале, преубави објекти. Точно. По макадам движат свое Точно. осветлување улично овако. А за некој, каде што си има интерес, нов асфалтен пат со тротоари, со ивичњаци, со се направено кажа. Реагираат луѓето, револтирани се. Не бива вака. Твојот ама не треба да биде стоп за таа работа. И така ќе биде. Нема Знам да дека биде, така ќе биде. нема да биде никако другачие. Не може за еден мајка, за еден маке. Сакав само во контекст на проширувањето на Карпош да не заборавиме, ретко го споменуваме, добар дел од касарната Илинден Да. е во општина Карпош, така да имаме еден убав фронт. Размислувања да бидат можда дели во ингеренции на ПУИК, со што би ги намалиле нели цените на стамбениот квадрат како во Карпош, така и во Скопје, дали ќе биде приватен инвеститор или како и да е, имаме едно големо поле. Не мора да се пикаме во Карпош 1 и 2, луѓето не сакаат градби, како што имавме случаи во Тафталиџе, во дворот зграда. Го отварате балконот, јас сум на приземе, замислете мене во мојот парк во Карпош 4 кога да ми направи зграда. Да. И го Иначе затвара катастрофа. цела поглед. Можностите се големи, само треба добра организација. Иначе да не заборавиме и најголемата градска болница, војната болница или поново 8 септември на територија на општина Карпош. Мислам дека е вредно да знаат и гледачите дека работиме интензивно на реконструкција. Бевме заедно во увид на градежни работи, при крајот таму Посебно работата. радосен.
Драго ми е, таму случајно Министерство за транспорт е одговорно затоа што се работи за средства од некаде над 12 милиони евра кои што се дел од концесискиот договор со ТАВ за користење на двата аеродроми, Скопскиот и Охридскиот. Веќе се завршени деловите кои што се поврзани со патологија, со биохемија, лабораторија и така натака. Сега се при крај операционите сали. Се градат 7 операциони сали со комплетна опрема, се менува кровот, лифтови се ставаат, фотоволтаици, така натака, а веќе во следна фаза разговаравме со Европската Унија во рамки на планот за раст на Европската Унија, целосно се промени фасадата, со цел да се направи енергетски ефикасна, сепак објектот е граден 70-те години, главно од бетон, и на тој начин мисламе дека имаме најмодерна болница не само во државата, во регионот, подобра и од конкуренцијата која што е во комшии со двете приватни болници, и тоа ќе е додадена вредност за сите. Сега некој реши на ќошот од таа парцела, наместо да се развива таму и да се изгради теоретски уште едно крило, па да имаме клинички центар, да гради висококатница од 20 кусур ката, и мислам дека тоа многу зборува за тоа колку некој забега во криминал и корупција, затоа што така е болницата поставена на 2 булевари и 2 улици, значи 4 излези има. Тука е Букурешт, која што може многу лесно да се спои, тука е 5 центарот, и кога би имало простор да се изгради уште едно крило, ете ни го клиничкиот центар кој што сите го бараме и сите го осонуваме, но како што кажав, некој таму речи како ја викаат ова Рубикон, како се вика зградава со 20 кусур ката. Не знам како се вика, ама нема кој не реагира на неа. Тоа вака најмногу зборува колку се забега во она што се правеше изминативе 4 години. Во делот на болниците, на здравството, големи ингеренции немаме како општина, меѓутоа што можеме да олесниме? Сообраќајницата која поминува пред ГОП 8 септември, поликлиника Букурешт, предпоставувам дека ја посетивме и заедно, знаете, е многу лошо во моментот, мислам, тој изведба предпоставам од пред 50 на години. Во програмата ние да се погрижиме да направиме нов пристап пред се за брзата помош. Каде што ќе се влегува некако сега од сервисната улица, него ќе се доаѓа од булеварот партизански одреди, покрај пумпата на Мак Петрол, ќе направиме влез во брза помош и ќе излага од другата страна на сервисната улица према Жан Митрев и ќе биде повторно на булеварот Осписен. Значи од булевар кон булевар со еден брз транспорт, да не доаѓаме во ситуација пациентите со потреби од брза помош да чекаат со 10 на 15 минути, да не може возилото на брза помош да излезе да се уклучи на улицата. Тоа е едно. И второ, кај ГОП имаме ситуација да двете рампи од градскиот паркинг и рампата за влез во градската општина болница 8 септември се една до друга, и често колоната на возила која чека за влез во градскиот паркинг го невозможува влезот на амбулантните возила. Знаеме дека имаме ургентен центар при ГОП 8 септември, да. И возилата кои носат ургентни пациенти доаѓаат во ситуација да ги чекаат возилата да се помрнат. Така да тука ќе направиме, разговаравме и со Орце, ќе направиме една реконструкција на цел тој потек, малку и ќе го прошириме да добиеме што подобра сообраќајница, што побрзо движење пред се на возилата за брза помош. Во план ние имаме многу теми да зборуваме. Знам дека брзате сите сме со обврски овие денови. Меѓутоа сакам само уште ова да нагласам дека исто така имаме 4 диспанзера во склоп на нашата општина, че тоа е диспанзерот во Влај, диспанзерот во Тафталиџе, диспанзерот во Козли, диспанзерот во Карпош 1, кои се сега во една руинирана состојба. Тие се под ингеренција на здравниот дом, меѓутоа ние како општина, како домакини, ќе покренеме иницијатива, ќе изнајдеме начин да во мојот мандат по една годишно реновираме. Она во Карпош 1 и денеска најактивна, таму ни се ни оди имунизацијата, систематските прегледи, таму сум одел јас, таму беа моите деца, се надевам дека и внуците таму ќе бидат. Едно утро одејќи кон центар имав малку време, отидов до чисто на лице место да го видам диспанзерот во Козле. Значи што да ви кажам? Субстандарди. Влегов внатре, рано беше на утрина 7 и нешто, една хигиеничарка, чистикам што функционира во диспанзерот, па вика еден матичен лекар и стоматолог.
ако ние создадеме услови, значи можеме да прошириме уште неколку здравствени дејности, да не правиме што околу диспансерот се нови зградички, дел изградени, дел се во градба, ми пишуваат луѓе, немаат како да му пристапат. Да не должам, значи тоа е во делот на здравството, немаме големи ингеренции како општина, меѓутоа можеме да покренеме многу иницијативи, веќе и владата е тука, и со приватните да го работиме. И со приватните болници разговарав, горди сме што ги имаме двете, ајде да кажам и во балкански размери големи болници, разговарав со раководствата да дадеме некој приоритет на граѓаните на општина Карпош, како во превенција, така и во лекување, превенцијата да истакнеме со сите наши средства. Јас како економиско здравствен менеджер знам што значи да превенираш нешто. Сето тоа чини многу помалку ако е во некоја рана фаза детектирано, отколку потоа да го лечиме, низ болнички денови, низ процедури, низ хируршки захвати и така натаму. Апсолутно. Јас само уште едно прашање и тука ветувам дека ќе завршиме, она што е едно од топ темите во Карпош, како и во цело Скопје, аерозагадувањето. Еве ќе ве замолам двајцата по една минутка од ваше гледање што можеме да направиме. Имаме проблем со злокуќани, горе-доле ги знаеме, детектирани се местата, се пали гума, она преживување, нели, јас во една прилика кажав дека прво треба да пристапиме од социјален аспект кон тие луѓе, да видиме што на тоа ги тера да помогнеме со, не знам, огревно дрво, со некакви бенефиции, субвенции од општината, да прво им бидеме пријатели, да на некој начин им помогнеме, меѓутоа ако со тоа не успееме, ќе мора да ги преземеме сите мерки законски, сите ингеренции што ги имаме низ инспекцијски служби, со работка со Министерството за внатрешни, да видиме што тоа ни се случува во злокуќани на едно микро ниво на загадување. Јас многу кратко, мислам дека проблемот во Скопје со загадувањето е едноставен, иако изгледа комплициран. Градот е изграден во котлина. Градот од едниот до другиот крај, ако земете од Ѓорче Петров до Драчево, има преку 28 километри. Ако видите во ширина, најдолгиот потек е некај од водно, некаде таму до Радишани, не е поеќе од воздушно 7-8 километри, што кога ќе видите се работи за котлина која што е и тесна и нема струјење на воздухот. Имајте предвид дека е таква географијата и ние не можеме да ја смениме, да не зборуваме и она што доаѓа преку Качанички пат, особено од цементарата која што е на другата страна од границата. Клучниот проблем е затоплувањето. Многу ми намисла дека е сообраќајот, ама е летно време истиот сообраќај како и зимно, па загадување нема. Што значи јасно е дека главен проблем е затоплувањето и тука е ова што го кажа во дел на горење на гуми, масло и други начини да луѓето се згреат. Клучно е да го решиме проблемот со затоплување. Парно, за жал, поголем дел од градот нема, иако многуина мислат дека има. Так. И таму кај што го има, не секаде се користи. Знам дека ти изгледа непопуларно, но ние предлагаме како Министерство закон со кој што секој нов објект, доколку има изградена основна мрежа, ќе мора да се приклучи на парно, за да не оди грејењето на струја или на други видови, и да се расшири парно мрежата секаде онам каде што може да се расшири кон периферијата на градот. И второ, една брза мерка која што ја промовираше премиерот, а тоа е да се дадат субвенции за да се стават филтри на оџаците онам каде што грејењето е на дрва или на нашата нешто програма ставено. Така што тоа многу едноставно е и само треба да сработиме годиниве пред нас и ќе видиме сите како се промени работата. Само да ги потсетам сите, јас сум во Скопје од моја 17-та година, се сеќавам на периодот кога не работеше тето и кога парно грејењето беше на мазут, се сеќавам и на овој период. Откако парното почна да се произведува од газ, е многу променето, особено во централното градско подрачје во однос на загадување, односно е намалено. И тоа е најдобриот одговор дека во суштина проблемот е грејењето. Генерално вице-премиерот ги кажа оние клучни, да речеме, факти кои што треба да се имплементираат на терен за да се види разликата, меѓутоа тоа не може да случи утре. Сите сме свесни дека оваа проблематика треба да се е еден процес кој што треба да се спроведува. Спомена Николовски дека едниот момент е што е можно повеќе стамбени единици да се опфатат со парно грејење, тоа е едниот аргумент. Другиот аргумент е субвенција на котли и пелети, секако и со овие адхок мерки кои што ги промовираше и председателот Мицкоски во делот на оџаците, за да инстант нешто се помогне и придонесе.
Другиот аспект е придонесување на еколошки јавен транспорт, кој што веќе Министерството за транспорт го спроведува преку набавка на екоавтобуси. И на крај на ден четвртиот, тоа е и нашата свест. Јас тука многу пати сум разговарал со тебе и знам дека ти си човек кој што прво ќе пружи рака на оние кои што треба да им се помогне, на оние кои што треба да им се пристапи за да разберат дека ниту еден друг човек во нивна околина не сме да биде заложник за нивното дивење. И јас апсолутно те охрабрувам во таа намера, заради тоа што го знам проблемот со злокуќани, имам лично пријатели таму кои што на дневна основа ми ги пренесуваат работите како стојат. И јас мислам дека час поскоро треба да го спроведеш најденото решение за кое што имаме и јас и ти зборено. Така да генерално широка палета е на мерките и активностите кои што се спроведуваат и ќе се спроведуваат поажурно, и јас мислам дека за неколку години од сега ќе имаме и ајде да кажеме заокружен процес и решено аерозагадување. Така. Дечки, така ќе ве наречам, и двајцата сте малку помлади од мене, но далеку поискусни. Ми значи вашето присуство, вашето гостување во Карпош. Покажавме дека сме луѓе кои умеат, луѓе кои работат, дека не сме за снимање најсмешни видеоинсерти, да бидеме допадливи за онаа најмладата популација, како што е моето најмладо дете, мојот син. Конструктивен муавет, убав муавет, не знам ако имате нешто да додадете, мада мислам дека исцрпевме доволно. Јас само една работа би имал, да ги замолам сите да излезат да гласаат. Јасно е дека ќе победиш, да ја завршиме работата во први круг. Скопје за жал изгуби 4 години, зборувам се и на ниво на град и на ниво на општина Карпош. Доаѓаат зимски месеци, не е исто дали работата ќе ја завршиме на 19 октомври или на 2 ноември, тие 2 недели многу ќе ни сменат на сите нас, да излезат, да гласаат, масовно да те подржат, да заокружат број 9 и сега осветничката листа на ВМРО помане, да можеме веќе од 21-22 со прогласувањето на резултатите да почнеме да работиме. Многу ни се битни тие 2 недели во услови кога победникот е познат. Мислам дека е добро да се заврши работата во прв круг, да замолам сите да излезат, да гласаат и да те подржат. Благодарам. Така и ќе биде. Јас се приклучувам кон коментарот на мојот колега, секако ги повикувам граѓаните да излезат масовно на изборите, да дадат поддршка за тебе, затоа што знам дека оние решенија кои што ги нудиш за Карпошани и те како ќе ја смена сликата за Карпош секако во подобра насока. Она што јас лично сакам да ти го порачам на тебе е да навистина онаа енергија која што ја имаш и која што секојдневно ја гледаме ние со кој што сме, да речеме, твои соработници во делот на кампањата, да ја спроведеш и реализираш на терен преку сите оние мерки и програми кои што ги имаш замислено. Ние како чинители од централната влада уште еднаш по не знам кој пат даваме збор дека сме тука и за Карпошани и за сите граѓани на Македонија, затоа што еднаш за секогаш оваа држава треба да стане свесна за тоа со што располага и да понуди еден систем кој што ќе биде на долг рок одржлив и кој што граѓаните, повторно ќе кажам, за мене тоа е многу битно, ќе ги растерети од секојдневна политика. Значи граѓанинот треба да стане са бајле и да размислува продуктивно, а не да мисли дали ќе му дојде автобус, дали ќе диши заганен воздух и така натака и така натака. Тоа е нашата борба. Ова беа вашите завршни зборови, што би се рекло во еден судски жаргон познат за некои луѓе, за нас за среќа непознат. Јас само можам уште еднаш да ви се заблагодарам што бевте мои гости и да ви ветам дека јас ќе продолжам со љубов за Карпош.